Пратениците од ВМРО ДПМН директно од Талат Џафери побараа што побрзо да свика итна седница на која ќе се разгледа договорот за добрососедство и соработка со Бугарија. Според пратеникот Илија Димовски, од ВМРО ДПМН инсистираат на итност, бидејќи ако договорот биде потпишан во формата во која што бил презентиран пред нив, потоа би било залудно каква било дебата и дискусија во собранието. Очигледно е дека некој ја лаже јавноста или господинот Заев ја излажа јавноста и Македонското собрание, кога тврдеше дека договорот е се уште отворен и може да претрпи измени, или господјата Захариева ја излажа бугарската јавност, кога кажа дека договорот е затворен и не може да претрпи никаква промена. Според нас, доколку не бидат вградени суштинските забелешки кои што ги дадовме до председателот на владата Зоран Заев, тогаш овој договор ќе биде штетен за Република Македонија. Од тука, крајно јасно и прецизно, бараме од господинот Талат Џафери да не ја одложува постапката за свикување на итна седница, заради тоа што на таков начин ќе биде и тој соучесник во процес кој што ќе е штетен за македонскиот народ и за Република Македонија. За пратеникот од СДСМ Петре Шилегов, барањето за свикување итна собраниска седница за разгледување на договорот со Бугарија е неоправдано, бидејќи пратениците од ВМРО ДПМН веќе имале можност да го разгледаат нацрт договорот. Немањето на идеја и безидејноста во политичкиот ангажман и во политичкиот живот на ВМРО ДПМН ја принудува истата партија да наметнува вештачки теми во јавноста како евентуални проблеми. Пратениците на ВМРО ДПМН како дел од собраниските комисии беа присутни на седницата на која што председателот Заев го образложи договорот и сите негови одредби. Во меѓувреме продолжуваат провокативните изјави од бугарски поранешни и сегашни високи функционери, пратеници и историчари во врска со македонско-бугарскиот договор. Бугарскиот историчар Божидар Димитров во низ за изјави изминатиот период посочи дека договорот ќе значи крај на македонизмот, а македонците ќе учат бугарска историја. Мислех, че нема да го доживея този ден, когато един македонски политически деец на Скопие публично заяви, това беше преди месец, и това беше господин Зоран Заев, който го каза, че българския и македонския народ са едно и също нещо. И сега ще подпише договора. В договора има една клауза, която изглежда на пръв поглед безобидна. Но тя, ако се изпълнява, договора първо да се подпише и след това да се изпълнява, както казват някои мои приятели, защото има разлика между подписат договори и изпълнението му. Но ако се изпълнява, това означава край на македонизма и наистина превръщането на Македония в една втора българска държава, не така. Взривно, но постепенно. Предходно и пратеникот во Европскиот парламент од партијата ГЕРБ на Бојко Борисов Андреј Ковачев во провокативна изјава истакна дека Македонија има 100% фалсификувана историја и тоа било основата на која се базира договорот за добрососедство кој Заев го договори во Софија.